Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам чест и задоволство да разговарам со Благојка Филипчева. Имам повеќе поводи, бидејќи Филипчева е председател на Сдруженијето на просветните работници на Македонија, меѓутоа исто така и писателка, автор, ама има и уште нешто друго што е за мене мошне битно. Таа неодамна се представи со своја самостојна изложба во изложбениот салон Метаноја. Веднаш да кажам, Метаноја е едно навистина прекрасно место за љубителите на убавиот пишуваниот збор, на книгата, но и на ликовната уметност. Бидејќи на две нивоа. Да. Има изложбен салон во сутеренот, да. И горе има еден вид читална и мала библиотека. А вие таму се представивте со ваша изложба на фитоколажи. Сега јас само да им кажам на гледачите, вие подоцна поубаво ќе им објасните. Фитоколажи, тоа се слики, творби, кои што наликуваат на хербариумите, кои што како деца собиравме цветови, па ги лепевме во хербариумите, по предметот биологија тоа го правевме, а вие создавате со цветови, со делови од растенија, значи позајмувате од природата и ги овековечувате во уметноста. Ајде малку повеќе за ова ваше хоби, ова ваша пасија. Значи, фитоколажите, бидејќи ова не го правите прв пат, ова го правите подолго време, со години. Покрај овие ваши слики, што ни ги донесовте, еве и една слика со повеќе ваши фитоколажи, тоа е поканата за изложбата. Ајде да започнеме со ликовниот дел, со ликовната уметност, која што вие ја не само што сакате, ја практикувате. Повелете. Најнапред, добро вечер. Благодарам за поканата и можноста еве да пренесам дел од моето творештво пред гледачите, пред аудиториумот. Ме прашате за изложбата. Тоа е изложба на слики изработени во фитоколаж техника. Тоа се гранчиња и листови, како што кажавте, во хербариум правени, но тоа е надградено во една специјална техника и битно е не само техниката, туку и композицијата што јас ќе правам. Тоа е најбитното. Да. Тоа е креацијата. Хармонијата, креацијата. Значи, јас ја обожувам природата, ја сакам и секогаш добивам инспирација. И така и како почна тоа практикување на правење слики. Еден букет што јас го добив од моја драга личност, беше прекрасен, се воодушевував, како што сите се воодушевуваме и го сакаме цвеќето. Посебно вие жените. Па и жените и мажите, кога подаруваат на жените, треба да одберат еден прекрасен букет и да го подарат. И тој букет
ми беше жал мене што секој ден јас го негував, меѓутоа колку може Венееше, да се венееше сушеше. точно и сакав да го оставам, да оставам дел од него и секогаш кога ќе го погледнам да ете имам спомен. И така почнав со таа техника што ја разработив и ја проучив повеќе. Го направив тој еден прекрасен букет на слика и сватив дека тоа ете мене ќе ме интересира и понатаму во животот го правам. И јас тоа го правам веќе 15 на години и сакав и тие слики што ги правам да се покажат пред луѓето, па да ви кажам искрено и веќе и времувањето е доста скапо. Да. И тоа морам јас да го направам од лични средства. Да. Па ете така, реков дека можеби тоа и ќе ми донесе еден дополнување на мојот буџет, да речеме, мој трошок. Тогаш сватив дека изложувањето многу ме исполнува, многу ми е убаво. И секогаш изложувањето одеше со поетски перформанс. Тоа беше во комбинација и со музички точки. И оваа беше последната беше 10-та изложба поред. Јас сум изложувала во Охрид 2 пати, сум изложувала во Скопје, во Белград, во Качарево, во Панчево кај нашите македонци. И во Торонто имам изложувано кога бев на гости. И така ме исполнуваше тоа и ми е убаво и сватив дека и понатаму во животот тоа ќе го правам. Да не добијат гледачите погрешен впечаток, дека многу заработувате со фитоколажите. Јас знам дека сесарно ги подарувате, повеќе правите трошоци отколку што имате добивка од тоа, но убаво кажавте, некој собира камчиња на песочните плажи, а вие собирате прекрасни цветови таму каде што одите, од ливадите, од планинските... Од мојот двор, од дворот, така, имам убав двор. Од падините. Сега полека да се префрлиме на оној друг дел, тоа е Сдруженијето на просветните работници, кое што навистина убаво го раководите, убаво го водите, можете сте активни. Имате многу изданија и на богата издавачка дејност, за која што навистина ви честитам, бидејќи вие сте сериозен издавач. А доказ за тоа се и овие книги, дел од нив ни донесовте. Сакам најпрвин да кажам дека не ги заборавате просветните работници кои што веќе не се со нас и можеби сте единствени кои што тоа го правите со голема посветеност, голема љубов. Едноставно им се одолжувате, не ги заборавате. Така објавивте неколку книги. Тоа е книгата посветена на Бистрица Миркуловска, книгата посветена на Нада Зафировска Матич, Тамара Арсовска, книгата посветена на Тамара Арсовска, книгата Марко Марковски, на Марко Марковски, или како што во наслов стои Марко Лазоровецот. Славка Арсова. Објавивте и една книга посветена на Славка Арсова и Михаил Ренџов. И на Виолета Сековска. Книгата посветена на Виолета Сековска. Но тука е и книгата Црна пролет, за жал, посветена на младите невини жртви во дискотеката во Кочани. Ајде накусо вие да ни ја представите ова едиција на книги посветени на починатите автори и книгата посветена на младите цветови, младите жртви од Кочани. Да, најнапред да кажам за Сдруженијето на просветни работници, литературни творци на Македонија. Ова е едно од најстарите здруженија, ако не и најстаро.
бидејќи е оформено во 1993 година при Домот на просветни работници, чиј председател беше Томе Димишковски, имаше прекрасни активности. Во решението за постоење на ова здружение потпишан е министерот Бајалски, тогаш од секретаријатот за образование и наука. Значи, со многу активности низ годините. Поминаа доста председатели. Јас веќе сум на крајот на вториот мандат и се надевам дека ќе имам можност и здравје да соработувам со ова здружение понатаму, но сакам да кажам дека за жал доста наши колеги, да кажам, по перо заминуваат и ние, како што рековме, сакаме да им се одолжиме. Не е тоа одолжување, меѓутоа тоа е вечен спомен in memoriam и ги ставаме во таа едиција на великаните на македонскиот пишан збор. И тие се книги каде што сите дел од нашите членови пишуваат песни за нив или проза и се застапуваат во овие зборници. Имаме и фотографии во кои што се гледаат активностите и заедничката дружба и навистина на промоциите, кога ги промовираме овие зборници, се многу емоции доминираат, исто така и нивните семејства, кои што имаат семејства, нели, доаѓаат потомци нивни и толку се многу емоции има во тој период и ние така многу, значи се вознемируваме, но и секако и се заветуваме, бидејќи ги земаме како прототипови на личности кои што оставиле трага за себе и не упатувале како ние да твориме. Да се задржам на книгата Црна пролет. Оваа книга со многу болка ја напишавме, 30 автори и еден има застапено. Многу тага, многу болка и кога сакавме да добиеме ЦИП, ние имавме голем проблем. За да не се направи политички проблем. Не сака да ни дозволат да добиеме ЦИП, затоа што имаше некои бранувања во општеството и демонстрации и така натаму, ние не сакавме политички да навлегуваме во тоа и затоа јас реков тогаш нека биде и моето име, имав смелост да го ставам моето име за да го добиеме ЦИПот. Но отидовме кај владиката Стефан и ние добивме, еве, можам да го покажам, добивме благослов и со негов благослов ја издадовме книгата. Направивме, не сакавме популаризација на оваа книга, туку направивме панихида во соборниот храм, каде на многу торжествен, така свечен, така траурен начин ги искажавме нашите емоции, тага, но на крајот и некако покажавме и желба, односно како еден вид барање и порака да се казни тој кој што е виновен. Тоа беше во врска со Црна пролет и така беше и заглавието Црна пролет, зашто тие млади луѓе не ја дочека пролетта да разлиста. Тоа е во врска со книгите. Сакам само да го потенцирам тоа што пред малку го кажавте. Навистина во овие изданија кои што ги правите за починатите, за покојните писатели, вие повторно се навраќате на нивниот лик и на нивното дело, нивното творештво, со поетски и прозни авторски видувања, но и со фотографии. Како што рековте вие, овие книги се и за членовите на нивните семејства, но и за најшироката јавност. И навистина, со почит, со респект, го пофалувам, го вреднувам овој ваш ангажман. Но, ќе се задржиме малку повеќе на другите тековни активности на Здруженијето. На овие слики, овие се само две што ни ги донесовте,
се дел од членовите на Сдруженијето на просветните работници. Добро е што бројно е ова здружение, има голем број членови. Колку од прилика сега има членови? Па имаме активни и пасивни. Да. Од активните 70 се активни членови. Да, тоа е а пасивни имаме поголем број, меѓутоа повремено доаѓаат некои така. Ја би кажала за целите на ова здружение, значи што ни е нам цел, зошто ние постоиме фактички. Да. И така си го чувствуваме ние тоа. Постоиме за да го негуваме творештвото досегашно, но истовремено да поттикнуваме нови автори кои што ќе пишуваат на македонски литературен јазик, луѓе кои што ќе придонесат за развојот на нашата култура и литература. На кој начин тоа го правиме? Меѓусебно си пишуваме, си помагаме, си пишуваме рецензии, па така еве можам да кажам, јас на повеќе мина сум си давате подршка едни на други, си даваме подршка, например на Викторија Велева, Разголена душа, Ачковска напиша рецензија. На Спасенија Паце Боева, која што беше минатата недела промовирана, господја на 88 години, која што напиша книга, но ете имавме желба да ја подсредиме како едитори, како издавачи, да издадеме, така, и да издадеме и рецензија. Исто така. На Јован Мазгански, Мојот светоглед, книгата, јас исто така една рецензија необична му напишав. Инаку да кажам дека Јован Мазгански пак ви помага за графичкото и ликовното подготвување на така, секогаш, значи препознатлив е, препознатлив по кориците, без збор секогаш тоа го прави. Понатаму, значи за многу други ги како главни уредници, како членови на уредувачки одбор, како техничка обработка, како дизајн, како рецензенти, тоа е нашата цел, да ги поттикнеме. Некогаш доаѓаат и разговараме вака со во главном повозрасни луѓе, разговараме, така се срамат. Зошто, велам, зошто да не да го отвориме пред јавноста, пред читателите, она што вие го чувствувате и што сте го напишале. Да не биде тоа анонимно. Така, точно. Зошто да стои само во некоја тетрадка таму ставено? Така, да. И луѓето се воодушевени, полека веќе самите бараат и настојуваат да им се издаваат книги. Само за жал, малку материјално тука има проблем, бидејќи се во главном тие пензионери, па некако малку потешко оди тоа. Она што е битно за работата, за активностите на вашето здружение, тоа се тие ваши заеднички збирки, ја би рекол, панорами, зборници, алманаси, како сакаме да ги наречеме, ама најчесто зборници. Тие се зборници од група автори. Еден таков зборник е оваа книга, Бдење на Кокинските мугри. Понатаму, голем број членови на вашето здружение беа присутни, активни и во оваа книга зборник Раде Драинац во современата македонска книжевност, но тука се и другите изданија од Виолета Ачковска Ветер во пазувите, понатаму 11-тиот фестивал, односно манифестација, поетски поздрав на 40 од Штип, од оваа година, 2025 година, и вашата книга Дедовина, татковина, мајковина. Ајде малку, сакам да се задржиме малку повеќе на оваа ваша авторска книга Дедовина, татковина, мајковина. Оваа книга е преполна со родолюбивост, преполна е со љубов кон она што се нарекува и дедовина, и бабовина, и татковина, и мајковина. А тоа е нашата Македонија. Не случајно
вие создавате такви творби, тоа го правите со најголема љубов, со најголема посветеност. Па иде кажете ни нешто повеќе за оваа ваша книга Дедовина, татковина, мајковина. Ова ми е последна 10-та книга, моја авторска, и промоција имав во месец мај. Навистина беше големо присуство, на моје лично задоволство и голем интерес има за книгата. А книгата е полна со емоции, како што рековте. Емоции кон татковината, љубов кон татковината, но и имам и многу пораки во неа. Значи, моите песни се такви, пишувам песни со порака и со аманети што оставам за младите. Ама јас не би била таа што сум по потекло од Егејот, и така имам таму доста песни за Егејот, ама сега во последно време некако последен проект ми е што јас мислам да пишувам на дијалект на кој што зборувале баба ми и дедо ми. Зашто јас живеев со баба и дедо. Вангел Саракинов беше илинденец. Имам и песна таму за него. Еве, само да кажам малку за содржината на оваа ваша книга. Оваа ваша книга е поделена на 6 делови. Првиот дел Крвта не е вода, вториот дел Божји дарувања, третиот дел Заминување, четвртиот дел Ехото од Егејот, петтиот дел Заветување и шестиот дел Панта Реи. Во оваа книга имате и неколку гости, други автори, чии што творби ги објавувате во книгата, но започнувате токму со песната посветена на вашиот дедо Вангел Илинденецот. Потоа следна творба ви е Татко мој, Мила моја мајко е следната песна, значи родителите. А кога сме тука, кај вашето семејство, кај вашата семејна лоза, за поздравување е вашата определба да пишувате на дијалект. Бидејќи на тој начин не само што дијалектот ќе се сочува, туку и ќе се обнароди. Како за една мала илустрација да кажам, еден од нашите колеги, поетот Ристо Јачев, напиша исто така прекрасни творби, изворно, оригинално, на дијалект, онака како што слушал како дете, како што му говореле неговите родители. И јас во таа насока ве поздравувам и ве поддржувам. И еве како за илустрација пред гледачите можете слободно да ни прочитате и една ваша творба на дијалект. Воденски ли е тој дијалект? Да, воден. Воденски. Повелете. Бидејќи моите беа од Воден. Да, повелете. А трагичната судбина ја знаеме сите. Да. Морале да дојдат во тука и така натаму. Деца бегалци. Не се деца бегалци, туку борци. Борци, Баба ми се викаше Блага, ја викаа на Галено Гица, а дедо ми Благој го викаа Гели. Гица и Гели. Абре Гели, ала ти суваш ли? Сакам долу да си ом, дома да си умрам. Гели ги собра рамениците. Трачи што ти ја не мислем за дома? А која дома? Вие грците се ни земаа, саде гола глава ни оставија. Одва твојта гола глава си страдаме и мъка мъчиме. Ка те послушах, ка се запустих. Арно ти велех, ним со тие работи брегели. А кал немише. Трчкаше и шо? Тука дојдеме да се мъчиме. Дека е нашиот кривацът ти од Оре, па мојот јорган од Пердуј, па синијата да распостелам. Дека, а? Гицо Мари, гичко моја, важно децата ни са живи и здрави, арни са сите 3 синови, Ичо, Петре и Ѓорги. Ка се борија едно партизанство, второ партизанство, за кого и за шо? На крајо и они си дојдеа тука, сега ваа е наша куќа, ним оштефа лафи. И подолу,
Колку изминати премрежија, мојот коментар, колку изминати премрежија, војни падови, издигања, од имање до немаштија, од своево туѓо, се до длабока старост, ама живот поминат во заедништво, љубов и сплотено. Во новата татковина, во Вардарска Македонија, од Корнатиот Егиот започна нов живот. Каде беа децата, таму и тие. И најпосле, како завршува животот на тој мој дедо Илинденец, по 32 години се собра целото семејство, поблиски и подалечни, околу 30 на број. Коси побелени, снага истрошена, душа скаменета. Ама дамарите во срцето се разигра, се растрепери старската душа, исто и срцата стврднати на роднините. Бакнежи, извор солзи, пак бакнежи, повторно солзи. Сега радосници, ама и солзи се пролеваа за минатото, пропуштените години, без топла преградка на најблиските. И така, најпосле, од голема возбуда, дедото умира. Крај, тука му беше крајот на мојот најсакан дедо Гели. Радост од средбата му го исполни неговото 93 годишно срце, на 93 години почина, а тоа не издржа толку радост, го удри, го усмрти. Навистина потресни стихови, па неминовно е прашањето литературно, книжевно се навраќате на вашите корени, на вашите предци, на вашето потекло. Колку денес сте во можност да ги посетите тие нивни родни огништа, да се сретните со ваши блиски таму. Знам дека секој од нас го влече родното огниште, го влечат неговите предци. Ние сме потомци на нашите предходници, на нашите предходни генерации. Убаво е што се навраќате на овие теми, убаво е што пишувате за тоа. Па ајде малку вие, малку повеќе, кажете ни за тоа ваше чувствување на Воден, кога одите таму. Кои се тие ваши емоции, тие ваши чувства? Бидејќи вие сте генетски врзани со вашите родители, а родителите па со нивните родители. Тоа е еден синџир. Тоа ние сме само алки од таа низа, од таа нишка што сите не обединува и што не поврзува. Да кажам, јас растев и живеев со баба и дедо, со приказните, што дедо ми постојано ни ги раскажуваше, ама не беа тоа приказни, туку беа вистински негови доживувања. Тој бил и четник во четата на, не на Гоце Делчев, меѓутоа во тој регион, значи носител на Илинденска споменица и секогаш на 2 август до неговата 93 годишна возраст стануваше рано, ќе се ја ставеше споменицата на себе, на реверот. Да, на реверот, ќе се ја ставеше и чекаше и само велеше јас пречекувам гости. Да. Значи тоа беше голем празник за него и за нас, за целата фамилија и нормално дека ние како мали уште имаме љубов кон и го чувствуваме таа негова љубов за Воден. И така често велеше како Воден нема роден. Како струга нема друга, тоа ми го кажуваше дедо ми. Но навистина ние не одевме, бидејќи на татко ми му беше забрането, дедо ми осуден и така натаму. Меѓутоа прв пат отидов на 16 годишна возраст со мојата мајка, која што не е од тој крај и успеа некако добивме виза, отидовме. Тогаш прв пат не видоа роднините. И сите, значи, се собира, но за жал,
голем дел и се крие. Значи, тоа ни беше многу големо разочарување. Јас тогаш уште не можев тоа многу добро да го сватам. На 16 Значи се плашеа. Се плашеа, не можев толку добро да го сватам на 16 годишна возраст. Знаев, меѓутоа и не знаев, ама ни беше речено дека не треба толку гласно да зборуваме. Тоа беше едно. Подоцна, кога отидов повторно на 20 годишна возраст, роднините не прошетаа низ градот, ни ги покажаа куќи, гледам имал поголем број на куќи, меѓутоа куќата каде што живеел срушена во центарот на Воден и другите 5 куќи купени за минимални средства, дадени, велеше еден роднина, за една кутија цигари ги добивме куќите. Тоа беше исто така големо, така болно за мене. И по X години почнавме да одиме, да идеме сите и со сопругот отидовме и најпосле роднината ни рече, знаете што, вие да ја сокриете колата, да ја сокриете на друго место, да не ми ја гледаат дека имам гости. Тоа беше за мене крај. Јас веќе кај нив не отидов, а тие доаѓа секоја година, и во Охрид доаѓа, и тука доаѓа, и ние сме ги дочекували и се сакаме. Меѓутоа, јас ги разбирам. Затоа што тие сакаат да си прават кариери, сакаат нивните деца да учат на добри факултети. И да немаат последици. Да немаат последици. Ето, тоа беше тоа чувство и тоа го почитувам затоа што знам дека се уплашен. Затоа и ви говореле не зборувајте гласно на македонски, за да не ве слушнат. Ова сето што говориме сега е реалност, е сурова вистина. Доживеано. Боли, меѓутоа тоа се факти. Тоа е судбината на македонците од Егејска Македонија. Така, и сакам да го оставам во хартија, да остане спомен за некои идни генерации кога ќе читаат, да видат што се случувало. И да се вратиме на некој по-интен. Да продолжиме со една ваша активност, која што е надвор од границите на нашата држава. Вие соработувате и со сродни организации, но и со индивидуално, со автори и од соседството. Така, овде во рацете, ја имам книгата од Видовденските поетски средби и нешто повеќе вие ќе ни кажете за овие две книги, бидејќи едната од овие книги сега ја преведувате за публикување, за објавување. Значи, ние соработуваме и сме збратимени со едно здружение на писатели и поети, Дунавски венац Борча од Белград, веќе 9 години. Да им кажам на гледачите, Борча е во околината на Белград, на патот кон Панчево. Кон Панчево, да. Имаме одлична соработка, значи секоја година десетина наши автори, некогаш и по 12-13, одиме на нивните манифестации и учествуваме во нивните зборници, а исто така и тие веќе 4-5 пати има дојдено кај нас, па еве оваа фотографија е направена кога дојдоа минатата година 25 поети, дојдоа и одржавме манифестација во Универзитет Скопје, кај Аце Миленковски, бевме нивни гости и прекрасно не дочека. Еве, исто така, ова е еден истакнат нивни новинари, поет Божидар Витас, кој што го обожува Скопје и кој што секогаш сака да доаѓа и со срце и душа во Скопје, значи се чувствува многу пријатно. А и сите тие кои што дојдоа просто беа изненадени, воодушевени од нашето гостопримство, од топлиот прием. Меѓутоа, со тек на време, ние се чувствуваме, значи, меѓусебно како браќа, сестри, толку многу се сплотивме и кога одиме таму, па исто така наидуваме на многу срдечен прием. Сега, учествуваме, тие прават 2 пати годишно, архангелски песнички
сусрети се вика и видовдански песнички сусрети. По повод верските празници и учествуваме таму со наши творби и секако дека стои името презимето Скопје, Македонија. Значи, и многу бев воодушевена кога паралелно со српското знаме и нашето знаме беше поставено и многу ни беше така мило и македонски песни се пееја и така непосредно не чувствуваа како многу блиски. И нивниот председател Боривој Бора Живалјевиќ е извонреден автор и тој го напиша романот Пут до пакла. Јас му го преведов и сега Патот до пеколот. Да, Патот до пеколот и сега имам малку проблем, го ставам на компјутер, треба да го средам и ќе правиме промоција на македонски јазик, ќе правиме во Скопје, па ќе бидете поканети, ќе ми биде многу мило да присуствувате. Убаво. Значи, Мене ме радуваат овие ваши контакти, овие ваши активности, бидејќи вашата асоциација, Сдруженијето, веднаш да кажам каде што јас сум член, не е анонимна асоциација, туку се повеќе станува и меѓународна, значи излегува надвор од границите на нашава држава и она што предмалку го кажавте, и како писатели, и како автори, веќе се воспоставени контакти и соработка со авторите од соседството, од Србија, од Бугарија и од другите држави со кои што граничиме. Сакав да ве прашам, бидејќи подолго време сте активни во Сдруженијето на просветните работници, во другите градови во Републиката, исто така има голем број на просветни работници. Колку што забележав, некои од нив се активни во ова здружение што е овде, во Скопје, бидејќи ова здружение е здружение на просветни работници од Македонија. На еден од состаноците, односно на една од средбите, беа присутни просветни работници од Куманово. Меѓутоа, вие сигурно ќе ми кажете и од кои други градови имаме учесници. Вака, како што кажав во почетокот, ние сме едно од најстарите здруженија и од сите градови автори гравитираа кај нас. И беа учесници, подписници. Да, Скопје е главен град, централно не само место. тоа, туку немаше низ градовите отворено. Потоа почна да се отвораат, па Прилеп отвори, Штип отвори здружение, во сите скоро градови, Куманово. Сега има, меѓутоа тие и кај нас членуваат и секогаш ни се добре дојдени гости. Имам дури во управниот одбор, имаме членка од Цвета Спасикова, што е од Штип и Адријана Ристевска од Прилеп, се членки во нашиот управен одбор. И имаме прекрасна соработка. Кога тие издаваат зборници, ние учествуваме, кога ние... И обратно. Да, и обратно, и така имаме прекрасна соработка. На општо задоволство, да. Сакав и уште нешто друго да ве прашам. Забележав дека настојувате и да го подмладите здруженијето, да кооптирате, така да речем, да вклучите и помлади членови. И мислам дека тоа е и нината на ова здружение, бидејќи меѓу помладите просветни работници се уште активни како учители, како наставници, како професори, има автори кои што исто така пишуваат поезија, проза, критика, есе и слично. И јас верувам дека ова здружение на тој начин ќе се обезбеди и континуитет и подолг век на обстојување на траење, односно дека вечно ќе трае и ќе обстојува, бидејќи и се помладува, бидејќи се вклучуваат и помлади членови. Дали како здружение правите нешто на овој план, на планот на помладувањето, да вклучувате студенти, ученици, преку конкурси, преку средби, преку читања, или тука факторот средства е
они што За ограничува, средства што не можам лимитира. ништо да дискутирам, бидејќи ние Со своји средства. со своји средства, Работите, да. апсолутно немаме средства, со неколку ентузијасти, така, ете, поддржувачи, работиме. Но ќе кажам, за жалам многу што нашето здружение старе. Еве ќе кажам дека бидејќи јас бев професор по македонски јазик и по училиштата имав познати, меѓутоа сега веќе моите колеги и колешки се во пензија, тие што биле моја генерација. Но еве со помладите правам напори, одам, контактирам, ги поканувам. Не многу голем број се заинтересирани. Нема. Одзеп колку што би требало, би можело. Во тој правец многу разочарана, бидејќи ние бевме млади, ама сакавме, си баравме работа, си измислувавме работа. Така. И сакавме секаде да работиме, да покажеме тоа што можеме, да се надградуваме. Но, еве, за жал, младиве, толку ме плаќаат, толку и ќе работам. Тоа ми е многу вака болка една на душата, но еве нека биде ова и апел кој ја гледа емисијата, а многу ја гледа на емисијата. Мислам дека вака треба да дојдат младите, еве ги поканувам, да се вклучат, бидејќи ги поканувам. Здруженијето навистина отворено, навистина е. Отворено, и ние сме спремни, подготвени. Ајде да им кажеме на гледачите, вие ги користите просториите на да им појасниме каде. Ние ги користиме еднаш месечно во просториите на библиотеката Страшо Пинџур, која што поранешно Зоја Македонија, зградата. Во таа зграда. Но таму ние немаме канцеларија, ние немаме фактички канцеларија, а се снаоѓаме и се договараме, седнуваме во разни клубови, еве Метаноја, ние убаво кафе, и во Буква исто така. И голем дел од авторите на кои што треба да им се прави промоција, се договараме, си наоѓаат простор, а за жал, пак ќе критикувам, просторот тука е секогаш со пари, со средства и авторите мора да плаќаат за да, сега зависи зависи од просторот, од местото, и тешко може бесплатно да се најде, да се направи. Тоа е, само црквата ни дозволи, бесплатно. Така. Не, ова треба да се каже, бидејќи навистина ние денеска живееме во, би рекол, во ерата на суровиот материјализам. Точно, така. Едноставно мора се да се плати, од компјутерската подготовка, менаџираат, коректура, лектура, печатење и слично. Едноставно како да нема ентузијазам, како што рековте, како да не се работи веќе волонтерски. И уште нешто, што е многу поразително, овие асоцијации како да се оставени на преживување, самите да се снаоѓаат. Мора државата да најде средства, мора да ги помага. Рековте, немаме канцеларија, ама треба да имате и канцеларија, односно просторија, треба да имате и средства за активности. Јас само ќе се надоврзам, во малите градови им дозволуваат и си имаат и клубови, имаат и просторија, канцеларија, имаат и дом на култура, каде што си ги одржуваат своите средби и така натаму. Тоа е. Ви благодарам за овој разговор, оваа наша вечерашна средба и ќе ве замолам на крајот од емисијата, бидејќи стигнавме, со еден од овие фломастери, со сината, боја, овде, во ова наша тетрадка, на овој лист, да ни напишете една порака, една мисла, нешто што сакаме да остане како порака да како порака. Поверете. И прочитајте ни го тоа. Колку поуспешни луѓе во вашиот тим, толку сте и вие поуспешни.
Ево, точно. Баш е така. Баш е така. Тоа тимското работење јас сум за подразбира. тимско работење секогаш. Сакам со рака да Благодарам. ви честитам за овој ваш ангажман, бидејќи одвојувате дел од својот живот, од своето време, од своите лични средства, а факт е и доказ дека еве постојано објавувате и нови изданија, подготвувате промоции и манифестации, значи мощно сте активни и тоа е доказ дека навистина сте неуморни и дека зад вас остануваат значајни и вредни резултати. Се надевам дека здравието ќе ме послужи и натаму да продолжам со ваков елан и ентузијазам и порака до младите да се придружат. Ви благодарам. Благодарам и вам.